одредени категории граѓани се поранливи на дезинформациите. Тоа се првенствено маргинализираните групи граѓани кои што имаат различни видови попреченост за да може да пристапат, а со тоа и да ги анализираат медиумските содржини. Потоа повозрастните групи граѓани, искуството ни покажува дека дигиталниот јаз што се појавува помеѓу генерациите е една од причините овие повозрастни генерации да бидат поподложни и тоа пред се должи од недостатокот на дигитални и медиумски вештини за употреба и за пласирање одредени содржини. Исто така меѓутоа младите кои што имаат недоволно созреана јазична писменост, бидејќи зборувам за оние од кои што се во првите години на описменувањето, бидејќи тие пред се користат со вештините за визуелно објаснување и перцепирање на работите и недоволна умешност да ги разберат пораките кои што се напишани на јазик. Не само за младите, туку меѓутоа исклучително важно е па за оваа категорија граѓани е што првенствено тие, како и сите нас останати, носиме одлуки базирани врз информациите кои што ги читаме, кои што ги анализираме. Тоа значи дека врз основа на тоа што ќе видиме што се пласира на пазарот, купуваме патики, гледаме каде ќе јадеме, каде ќе одиме на одмор, како ќе се облечеме, како ќе гласаме за какво ќе биде нашата заедница. Значи, многу е битно да знаеме како под еден да умееме да пристапиме до одредени информации, како да ги најдеме на информациите што ни се нас потребни, како да ги анализираме, како да ги оцениме, меѓутоа исто така битно е да ги користиме медиумите за да можеме да бидеме активни граѓани во општеството. Што значи тоа? Да можеме сите придобивки што ни ги носат медиумите, да можеме да ги искористиме за да испромовираме, да иницираме одредена промена во општеството, која што ќе ни биде од наша добробит.